Владата во најкраток рок да не повика на средба. Професионалните возачи на символичен протест низ Скопските улици ги поставија нивните барања до надлежните. Протестот доаѓа откако повеќе од месец дена испраќаат писмени барања до владата и до ресорните министерства за да бидат примени на средба, како на маса би ги ставиле проблемите, поради кои со часови чекаат во километарски колони. Најминималната колона е 10 километарска по сите гранични премини. Како што е Табановци, кој што е Блатце, Богородица и остатните други гранични премини. Таму е тоа проблемот што е сите гранични премини работа со огромен застарен систем кој што се уште од 80-тите години, кој што секојдневно е во прекин, во квар, исто така и со кој што е застарен систем на вагите, кој што веќе секојдневно се расипуваат и доаѓаат до огромни колони. Од синдикатот велат дека иницијативата Отворен Балкан не функционира во пракса онака како што е најавувана. Решението според нив е да на секој граничен премин има минимум 2 ленти. Непречен проток на камионите имало само во еден ден, кога министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски бил во посета на Табановце да промовира уште 2 нови ленти, кои според Стевковски не функционираат. Искрено да ви кажам, ние не сме виделе резултат по тоа Отворен Балкан. Сепак се уште постои основната работа која што сите документации околу царината и ред други работи се врши по граничните премини. Кој што како Отворен Балкан не треба тоа да се врши. Се уште функционира само една лента. Еве баш добивме информација дека за викендот повторно во Табановци немало струја, од неколку часа застој. Синдикатот предупредува дека доколку не бидат повикани од владата на средба, символичниот протест ќе премине во целосни блокади на граничните премини.